Слушај ваму. Драги мои пријатели и пријателки, здраво. Добре дојдовте во уште едно издание. Можев умеѓувреме да направам уште 5 до 10 видео колумни си ги викам ја, како локумчиња ми се. Малецки, кратки и сладки. Но работите толку брзо се одвива и на домашна и на меѓународна сцена да едно со друго не можеше да се игнорира. Иако вас слушај ваму, се обидувам само да ги детектирам работите што кај нас се случуваат од политички и економски аспект или што би се рекло она што нам не е битно. Но не можеме да пренебегнеме она што се случува во светот. Но она што се случува во светот директно не влијае на Македонија, ама па на некој начин е, како да кажам, излекуваш заклучок што може би ќе се случи во Македонија или што е реално да се случи. Најголемата политичка е дека еве сме пар дена пред клучниот 11 декември, кој лидерот на опозицијската ДУИ Али Ахмети не навикнат да биде во опозиција, најави дека ќе биде клучен. Демек за земјата, за демократијата, испраќа писма на сите страни, американци, французи, на руси не им испратил, колку што разбрав. Не им испраќа ни на кинези, на американци, на Европа и така натаму. Зошто само нив? Затоа што они го протежира. До 2001 година од никој ништо, со огромна меѓународна поддршка, веднаш годината после бомбардирањето на Југославија се започна конфликтот во Македонија, чисто кратко подсетување, ги ставија на власт и ги направија вечни. Народот на почеток ќе им веруваше, се изборија за некои си, ајде да речам, права, јазикот као да немале, но добро, еве, не биле задоволни, он има возможност. Беа со една власт, потоа рекоа, ние мораме да бидеме и со другата власт. Нонсенс, преседан, бидејќи ако победува десница, десница со десница. Ние овдека, ние сме албанци, ние ќе бидеме победници, ние ако сме победници, мораме да бидеме у власт. Мислам, логиката беше накршена. Иако Груевски и ВМРО ДПМН тогаш беа цврсти на ставот, но на Груевски му ја свитка кичмата и се согласи своите коалициони партнери со кои победи 2006, да ги прими ДУИ во власт. Поучени од тој и од тогаш наваму, они се на власт, не од тогаш, од 2001 се на власт. Што све изнаправија за сиве овие децени, за кои они упорно се тврдат дека они се албанскиот народ, дека ДУИ е албанскиот народ, а албанскиот народ е ДУИ. Но, крадењето, лажењето, лошото работење, продавањето на националните и идентитетски прашања на македонците, кои многу лесно ги распродава, не баре се кусур од семки продавање, беа казнети. Они тврдат дека не ги загубиле, но и тоа како ги загубија изборите, затоа што се освести албанскиот народ и рече, знаеш тоа, 20 кусур години, доста ти беше. Затоа што колку и да си не со Мандела да беше Али Ахмети, па пак ќе изгубеше на избори. Еден Винстон Черчил кој ја доби Втората светска војна изгуби на избори. Така да дојде време, но тоа време не дојде само од албанците, дојде и од американците, дојде од европјаните, кои им рекоа, до сега ве протежиравме, виткавме рака и кичма на секоја власт да ви има, правевте што сакате, колку сакате, се нафатиравте лова да крова, а мојот кров е у подрум, ама нивниот е на 35 спрат и поише. Така што не се за жалење, дури да отидат
во опозиција, можат комотно да преживеат у наредниве 15 години, ништо да не им зафали, а да можат да организираат што сакаат, кога сакаат и колку сакаат. Сега се фатија дека ги бранат националните интереси, кои види чудо со новава власт во која има и тоа како албански коалиционен партнер, дека ќе им се укинат правата на јазиците. Не е мое да судам, не е мое да кудам, не е мое да анализирам нешто што е работа на Уставниот суд. И тука повторно правиме преседани. И сега, што ќе се случило на 11? И многумина од граѓаните, па и се загрижени. Но јас не би бил загрижен. Неколку работи, еве зошто. Некои ќе речат, ама Јанко, овие се истите кои неколку стотици души тргна, направија бели, направија војна, меѓународна поддршка и така натаму, имавме Охридски договор, сега ќе имаме нов Охридски договор. Но, ако се сеќавате дека еден од последните представници на администрацијата која си заминува од Соединетите Американски држави рече дека Западен Балкан сега веќе не е толку во интересот на Соединетите Американски држави, дека нивниот интерес во суштина е Украина, дека е Сирија, дека е Блискиот Исток. И тоа е на некој начин, дечки, терејте работа, ние завршивме со вас, овдека немаме намера да фрламе више вреќи и пари, а и како што најави новата администрација, и тоа како ќе има кастрење. Но парите мора да се потрошат, но тоа е веќе друга анализа, зашто толку брзо се случуваат работите и зашто, еве, за помал се од 24 сата, падна Асад, падна Сирија, Асад е во Москва и така натаму. Но очигледно е, ако еве што треба да ве загрижи. За да има војна, треба да има војска. За да има војска, треба да има вооружување. Во овој момент на ниедна граница нема илегални преминувања, нема натрупување на оружје. А оваа власт, полиција, контраобавештајна и така натаму служби до сега не фатија никакви диви населја, напади на караули, што значи не се на терен, бидејќи си станаа фотелја партија, што и нормално, што и демократски, но ќе треба и да си го издржат тоа. Сепак ова демократијата не се добива со пушки. Демократијата се добива со гласови, а понекогаш работите не идат како што треба. Заканите дека на 11 ќе направиле ова или она, ќе се сведе на ура, викање, палење, кршење и така натаму, ќе има апсење, како што имаше за македонското знаме. Ја во мојата претходна колумна и реков, беден обид за дестабилизација. Во суштина тоа беше нивна штик проба, а и порака до меѓународната, до оваа власт, еве, гледајте не колку сме јаки што можеме да направиме. Арно, ама, полицијата феноменално реагираше, навремено реагираше и граѓаните се чувствува заштитени. Така што воопшто не се грижам што ќе се случи, нека си е нивно, на нивни начин, нивна чест нека им служи како ќе ја практикуваат. И во други земји и држави има нереди, но Македонија е далеку постабилна земја и сигурно нема да се дозволи таква дестабилизација. Сега шарена револуција имаме во Грузија, шарена револуција имаме во Србија, така што приоритетите се таму, парите се таму, логистиката е таму, не овде. Дуј ќе мора да се изборува, ако ништо друго, барем за некаков образ кај своето пучанство, за да остави, ете, како ние се залагаме. Дечки, вие можете да се залагате само ако сте конструктивна опозиција, се занимавате со подоброто на граѓаните, со доброто на албанците, да им се укине што, табли или ќе се ошрафуваат, ќе се забрани ли албанскиот јазик? Нити, ништо нема од тоа да се случи. Дали можеше ова за затворени врати да биде? Да, можеше да биде, можеше дел да биде, но нив не им одговара да седнат, да се договорат, да им се објасни и така натаму. Они сметаат дека со дигање на сеопштото ниво, дека албанците и натаму се примитивна маса која
на команда трча надвор и пали тепа коле. Не, одамна не се они такви, не се ни во Албанија, уште помалку на Косово, а во Македонија изгледа ни остана оние што треба доправа малку да пораснат, да созреат и да видат дека земјава е далеку од она што беше пред 25 години. Ја не би се грижал, мислам дека ќе биде се во ред, дека може би да има ексцеси, сигурно ќе има. Социјалните мрежи, да, рачунајте дека СДСМ највише ќе урла, дека полицијата или ќе измислат некаков конфликт, па како тепала или овие како палеле, а полицијата не бранела. Сето тоа е како се знамињата ви текнува дека СДСМ кога запали овие знаме, СДСМ се тапацираше со македонско знаме, демек ние го браниме македонското знаме. Немаше осуда за чинот, немаше осуда за партијата која тоа го организираше. Демагогија. Но треба само едно да ви е јасно, дека Сорос ја презеде СДСМ. Нема веќе скопско крило, нема веќе вакво или онакво крило. Значи, раководители на Сорос, професори, професорки и така натаму, кои биле јаки, силни, учеснички во шарената револуција, во НГО-та, во разни цивилни, нецивилни и така натаму организации, што значи пари имаат, но едно што ме теши е што тие пари ќе секнат. Она што ме плаши е не знаеме колкаво е контото на акумулирани пари кои, нели, кога приватно ќе отидат се купуваат коли, викендици и така натаму луксузи, но очигледно е дека неколкуте доаѓања на Алекс Сорос се акумулираше добра доза на средства токму за вакви појави и вакви работи. И се во ова ќе трае у наредниве 2 години додека се допотрошат парите и додека Елон Маск не ја заврши реорганизацијата на бирократијата и администрацијата во Соединетите Американски држави, која има 550 федерални единици и кој треба да се сведе на 99. Ние имаме 5, ама ништо не функционира. Но се надеваме дека барем парите ќе секнат и дека радикалните делувања како што се во Украина, во Грузија и па и во Украина почна со делење сендвичи. Но овде гледаме никој не доаѓа да дели сендвичи. Така што мислам дека она што е во Србија е сега потенцијалот да се сруши Вучич, таму се парите, таму е логистиката. Ние сме оставени на рад и само следете го и слушајте го премиерот за со неговата смиреност, која не е глума. Се осеќа нервозен политичар и то не во тонот во гестикулација, туку во следственоста на речениците. Он е спокоен затоа што има информации. Мислам дека треба да делува на вас и треба да сте спокојни. Македонија ќе биде, Македонија е стабилна земја и Македонија има агенда дадена, која им е дадена на ВМРО ДПМН, да ја направи економски стабилна земја. Таа шанса ја пропушти ДУИ и СДСМ. Ова е сега агендата. Слушај ваму.